Дали се чувствувате безбедно како жена во Македонија? Па не баш, со се што се случува наоколу во последно време, воопшто не. И тоа е жално. Како жена во Македонија, па зависи самата колку ќе направиш да бидеш безбедна и колку системот ќе те заштити. На некој начин и ќе одговори на вашите приговори во за нечии постапувања. Не знам како да ви кажам, сепак сметам дека насилниците имаат многу голема сила, а Министерството за внатрешни работи не дава одговор на прашањата дали е надлежно или ненадлежно во делот на постапувањата. Едноставно, кога ќе одиш во полициска станица да пријавиш, они велат обавен информативен разговор, напиши поплака и толку е нивната надлежност. Значи, ни судскиот систем не може да не заштити, не може да не заштити ни Министерството, не може да не заштити некој, само мерки против такви луѓе и драконски казни, ништо повеќе. Не. Зошто не се чувствувате безбедно? Па не знам, мислам дека во темни улици навечер не е баш безбедно, плюс 50 години бев нападната, така да апсолутно не. Зошто? Па има многу манијаци, поготово навечер, кога излагаш сама или во женско друштво, ма како и да е, мислам дека не е безбедно. Дали познаваш некоја жена што доживеала фемицид? Лично не, ама така на колешка, па браточетка и се има случано во тој круг. Дали познавам? Лично, близок човек не. Лично не, ама нели сите гледаме на интернет што се случува девојка во последно време, така да жално е. Треба да бидеме сигурни да се движиме наоколу без страф, ама изгледа дека тоа ни во домовите воопшто не е возможно, плюс нели никој ништо не превзема, така да жално. Што мислите дека треба да се преземе за да не се случуваат веќе вакви случаи фемициди? За почеток да почнат да ги слушаат луѓето. И кога некој ќе отиде да пријави нешто да се направи уврска со тоа, не само да се изигнорира или да се тргне случајот на страна као ајде ништо не, ќе помине. Кавга меѓу не знам, меѓу дечко и девојка, меѓу маж и сопруга, не е така едноставно тоа. Значи некој конечно собрал храброст да направи нешто да пријави и никој не се замара за тоа, така, небитно е. Па мислам дека не знам искрено. Едукација во тоа прашање, повеќе информации и да се учат женските да се заштитуваат. Како прво, превентивната улога на Министерството за внатрешни работи е многу важна и нивниот пристап при првичниот контакт со жртвата, која што пријавува. Во спротивно, без оглед дали постојат опомени или не, тоа може само да се продлабочи. Од друга страна, и јавното обвинителство кога превзема соодветни мерки, кога ја завршува својата работа во однос на санкционирање или превземање на мерки за санкционирање на престапниците со поднесување на поднесоци до судот, соодветни, сепак тоа не вродува со плод заради тоа што луѓето против кои што ги превзема не се таков тип на луѓе, кои што ќе ги почитуваат, дури и казните. И секогаш има поблаги казни за големите престапници.